Јане е воспитуван во духот на патриотизмот. Како правнук на Методи Андонов, Ченто од секогаш се интересирал и за историјата на Македонија, но и за низината иднина, како да придонесе за подобро утре во татковината. Вака неговиот татко ја почнува животната приказна на Јане Ченто, осуден за настаните од 27 април. Но скап е данокот на идеалите, тврдокорноста и борбата за правда. Никогаш не можел ниту да помисли дека неговата љубов кон татковината ќе биде причина тој да биде осуден за тероризам. Му се случи него исто што му се случи на неговиот прадедо. Сето насилно се бореше детето, че тогаш организираше да биде сето заеднички, да се сплоти македонскиот народ, да се живее сите заедно, да одиме напред како држава. Тој се бореше за тоа. Не се бореше за некои други. Идеалите се знае на македонеци на Кобоси. Генум му е таков него. Растене, живеел со тоа нешто и направеше со тие идеали за доброто на секој граѓанин во Република Македонија. Јане останува верен на патриотизмот дури и кога може да ја купи неговата слобода. Барем така сведочи неговиот татко, кој пред камерата на Алфа кажа дека на Јане му се нудело да биде загрозен сведок, кој лажно би сведочел и со предавство би платил за слобода. Кога беше во притвор во Шутка, во келијата, кај што бил од власта лица, појдени кај него, Јане, вака и вака, ти ќе збориш, она ние што ти кажење, и ќе бидеш ослободен од обвинение, било што натаму ништо да нема со тебе. Кога слушнал Јане е тврдокорен, не сака никакви такви работи. Знај како поминува. Со драго срце, со цета волја, му рекол, излегувате надвор келијата, не сакам да ве гледам поаѓето. Јас не сакам никој да земам на душа, што не сторил нешто, а ја да кажам дека бил то, не може. Излегувате, му рекол надвор. Не прифатил ништо и гордо смие се и се радува на тоа нешто што го направил. Но има и такви кои лажно сведочеле, вели Коле. Во текот на судскиот процес се земале предвид изјавите на загрозениот сведок, кој тврдел дека токму Јане ја предводел толпата која се упатила кон собранието. Иако според снимките на кејот на Вардар, Ченто поминува половина час подоцна, односно групата поминува во 18 часот и 47 минути, а Ченто во 19 часот и 14 минути. Сепак, овие видеа не биле земени предвид од судот, односно не помогнале за да се создаде олеснителна околност за донесување на пресудата, која за Јане беше казна затвор од 15 години. Нормално, изреволтирани сите бевме ние. Во секој случај. Не е јасно, ова судство никогаш не било вако. Нема ни да види понатам сигурно, ова дно е веќе. Јане Ченто и е познат на јавноста како поборник за македонскиот патриотизам, идентитет и традиција. Тој се залагаше македонските политички партии да потпишат национална платформа и без разлика која партија ќе дојде на власт, да не застранува од тие точки, да нема промена на име, идентитет и да има еден службен јазик на територијата на цела држава. Беше и еден од организаторите на Сдруженијето за заедничка Македонија во Прилеп. Како што вели неговото семејство, тој никогаш не ја изгуби надежта дека ќе дојдат подобри времиња. Не се плашам од затворот. Вие не осудивте. Историјата ќе нас ослободи. Еден ден ќе урее сонцето на слободата. Да живее Република Македонија.